Почитувани гледатели, драги пријатели и трагатели по вредности, еве не денес во 19-тата поред емисија од втората сезона на Потрага по вредности. Како што гледате, се наоѓаме во природа, се наоѓаме на едни скалила и тоа е во сообразност со темата што одбравме за денес, а таа е за духовните скалила, односно фазите низ кои поминува личноста по патот на спасението. Денешната тема е всушност едно предавање што отец Ивица го одржа минатата година и тоа предавање го донесовме денеска по барање на голем број од вас гледателите, затоа што сакаат да проследат кои се тие скалила низ кои треба да помине личноста за да стигне до своето спасение. Отец Ивица ќе ни објасниш малку повеќе за денешната тема. Братушко, тоа е воведот, тоа е тоа, значи ова предавање има за цел да го објасни тој процес, тие фази или скалила низ кои минува личноста низ своето внатрешно патување по патот на спасението. Значи, кои се фази поминува една личност како Христов ученик. Значи, првата фаза како духовно будење, што значи духовно будење, што значи духовно да се разбудиш, потоа кога веќе духовно ќе се разбудиш, како да го продолжиш, осмисли својот духовен живот и така натаму. Сето тоа е објаснето низ овие фази во ова предавање. И еве, ние се наоѓаме во времето на Великиот пост пред споменденот на Христовото страдање на крстот и неговото воскресение. Нема ништо подобро од тоа да еден христијан или еден Христов ученик го разбере тој процес, како да дојде до таа будност духовна, до тој процес да разбере тајната на носењето на крстот. Значи, ако ние ќе разбереме тајната на носењето на нашиот личен крст, а тоа е подготвеноста да бидеме распнати помеѓу злото и доброто, помеѓу истината и лагата, ние ќе разбереме и Христовата вистина, победа над крстот, победата над злото. Кога ние самите ќе го прифатиме тој крст Христов, значи, и кога ќе го прифатиме тој крст Христов, ние ќе разбереме и тајната на Христовата победа на крстот, тајната на победата на злото и пред се тајната на победата над смртта. Но тоа може да го разбере само човек кој минува низ овие духовни фази. Ја мислам дека ова предавање ќе ги објасни подробно сите тие фази низ кои мора да помине секој човек што себе си нарекува христијанин и за да го оствари своето спасение. Благодарам, отец Ивица. Се надевам дека нашите гледатели ќе имаат трпение за да проследат емисијата до крај, дека ќе извлечат духовна полза. Трпението е битно затоа што ова предавање навистина носи во себе многу битни духовни информации и искуства и треба со внимание да се проследи. Благодарам. Не случајно е и првото предавање со кое треба да се отвори оваа сезона на предавања во оваа сала е посветено на оваа тема, значи за тој процес на духовен пат, на духовен развој, за тие скалила или фази низ кои минува личноста кога го остварува тој процес на своето спасение или на своето ослободување од сотонското робство, од злото, гревот, духовната и телесната смрт. Се што е создадено нашиот Творец, ако убаво тоа го анализирате, ќе видите дека се во себе има процес. И телото наше, кое се зачнува во утробата на мајката, и тоа не одеднаш се формира, туку е процес. И кога ќе фрлите жито, семе во земјата, тоа веднаш не изртува, туку си има свој процес и како сето тоа се развива и така натаму. Исто така и нашиот духовен живот, односно животот на нашата личност, кога ние во христијанството го употребуваме тој термин духовен живот, ние под тој термин го подразбираме нашиот внатрешен човек или животот на нашата личност, на тоа што сме ние, всушност. Видете, ние сме тело
имаме тело, но имаме и личност, односно една духовна карактеристика, својство во себе си. За разлика од телото, кое си функционира по своите законитости, нашиот внатрешен човек или нашата духовност или нашиот, да кажам, идентитет, нашето собство не се развива онака автоматски. Видете, телото наше се зачнува во утробата на мајката, си има процес од 9 месеци во кое телото се формира, ги добива своите органи и кога ќе биде подготвено телото да влезе во овој свет, тогаш ние се раѓаме и тогаш започнува нашето биолошко постоење. Значи со нашето раѓање започнува животот на нашето тело. И многу често, многумина, нашиот живот, односно животот го поистоветуваат со телото. Вела, тогаш си се родил. Да, тогаш си се родил како тело, како биолошко постоење. Но кога започнуваш со своето духовно постоење, духовно живење, тој веќе е друга тема, односно тема на она што денеска треба да го говориме. И видете, телото си функционира по еден внатрешен автоматизам, онака како што Бог ги постави да работите. Откако ќе се роди детето, тој е згрижено од своите родители, кои се грижат за него, го хранат, го топлат и така натаму. И полека тоа тело се развива, поминува 1 година, 2 години, така натаму, и почнува таа личност полека да добива состојба на самосвесност. Видете, кога ќе разговарате вие со дете од 1 година, ќе видите дека тоа дете има свесност, дека има идентитет, но дали има само свесност за себе и одговорност и само сознание, тоа е многу сериозно прашање. Како што се развива нашиот биолошки раст или развој, не секогаш се развива и нашиот духовен раст. Не секогаш, за жал. Вие може да сретнете луѓе кои наполниле 70-80 години од својот биолошки живот, телесен живот, а на духовен план, точно да се никаде, да не се родени. Тоа е тоа. Сега, денеска ќе говориме за тие фази што ги минува личноста откако ќе доживее духовно раѓање, внимавајте, раѓање, значи како што имаме биолошко раѓање или раѓање на телото, така имаме и духовно раѓање. Сега, духовното раѓање е состојба на стекнување на самосвест, Односно, во еден момент во вашиот живот, вие стекнувате состојба на самосвесност. Станувате свесни дека сте. Станувате свесни за својот интегритет, станувате свесни за својата личност, но и станувате свесни дека многу нешта не знаете за себе и за својот живот. И тогаш започнувате да ја барате вистината, односно започнувате да барате одговори. За жал, почитувани, многумина во овој свет не доаѓа до таа состојба на самосвесност, туку во најголем процент се во состојба на духовно мртвило. Во најголем процент се во состојба на духовно мртвило. Односно, нивната личност, нивната самосвест, нивното собство, нивниот внатрешен човек, не знам кои се термини да ги користам, е во состојба на духовно мртвило. Значи, нивното собство, нивниот внатрешен човек се наоѓа во состојба на духовно мртвило. И таквите луѓе во овој свет, ако се гледаат од духовен аспект, представуваат марионети. Просто некој си игра со нив и со нивниот живот. Најчесто тоа се нивните фикс идеи, тоа се нивните пороци, страсти, илузии, фантазии, нивното незнаење и така натаму и така натаму. А да не зборам дека сето тоа го користи злото, да не зборам дека сето тоа го користат луѓето кои свесно, внимавајте, свесно и со сознание прават зло и манипулација во овој свет. И така да таквите луѓе најчесто се наоѓаат во состојба на марионети. Просто некој управува со вашиот живот. И тоа многумина го говорат, кога ќе доживеат духовно будење, кога ќе доживеат самосвесност,
допир со себе, просто вела дека изминатиот период од нивниот живот буквално бил како во состојба на некакво робство. Некој друг управувал со нивната волја, некој друг управувал со нивната свесност и што е најбитно, некој друг управувал со нивните мисли. Просто доаѓа до сознание дека биле еден вид духовни заробеници. И навистина е така. И навистина е така. Секој од вас може би да си направи една мала интроспекција односно својот личен живот и кога ќе се наврати наназад или може би кога ќе стане свесен и за состојбата во која живее денес, во овој моментот, така натаму, може да стане свесен дека со нешто е врзан. Некој го врзал и самиот себе си се врзал и таа врзаност всушност го држи во состојба на духовно робство, односно нема внатрешна слобода. Човекот нема слобода да биде свој, што е најбитно. И да има свој начин на размислување. Поречки свој начин на размислување. Таа духовна состојба на духовно мртвило, нашиот Спасител ја објаснува со овие зборови. Со уши ќе чуете и нема да разберете. Со очи ќе гледате и нема да видите. Срцето на овие луѓе закоравело и со ушите тешко слушаат и ги затвориле очите своји да не би некогаш со очите да видат и со ушите да чујат и со срцето да разберат, да се покајат и да ги исцелат. Имавајте се зборува за една тотална, да се изредам филозофско-теолошки, гноселошка или спознајна затапеност. Разбирате? Просто, сигурно ви се случило тоа во животот, говорите со некој човек и гледате дека тој има очи, а не видјава, има уши, ама не слуша. Срцето му закоравело. Па дури од самиот тој бега од вистината, што му ја говорите, затоа што не сака или не сака да се ослободи од тоа робство, или некој до тој степен го држи во тоа робство кое се наоѓа, да нема сили, тој самиот да се ослободи. И сега, логично се поставува прашање, од каде е оваа состојба на духовно мртвило во овој свет? Тоа е многу битно. Многу битно. Од каде е таа состојба на духовно мртвило во овој свет? Кога го читаме Светото писмо, уште на првите страници од првата книга Мосеева, ние читаме дека Бог нашите прародители прво ги создал за една состојба на екзистенција, за состојба на екзистенција во која тие имале свесност, совесност, потенцијал за богоуподобување и остварување на вечност, односно сосем друг начин на екзистенција, сосем друг начин на постоење. Но за жал, поради непослушноста кон Бога, кон неговата заповед, кон она што Бог го проместил и го насочил за нашите прародители, Адам и Ева неподготвени зимаат од дрвото на спознанието на доброто и злото, излажени и потикнати од нашиот духовен непријател, а тоа е сатаната. И тогаш во тој момент, кога тие земале од дрвото на спознанието на доброто и злото неподготвени, без внатрешен духовен раст и зрелост, тогаш во нив се создала состојбата на духовно мртвило. Тие одеднаш ја изгубиле онаа состојба за која биле создадени од Творецот. И затоа Бог и вели, во денот кога ќе земете од дрвото на спознанието на доброто и злото, ќе умрете. Ние гледаме дека Адам и Ева веднаш не умират биолошки, значи умират духовно. Значи се случува нешто катастрофално. Се случува еден вид земјотрес во нивниот внатрешен човек. Се случува еден вид земјотрес, катаклизма во нивниот дух, во нивното собство, во нивниот однос кон Бога, во нивниот однос кон самите себе си, кон природата и кон се што е создадено во Творецот. И тие запаѓаат во состојба на духовна алиенација или отуѓеност. Отуѓеност од Бога, отуѓеност од себе, отуѓеност од целиот свет што Бог го создал, и од тогаш човекот започнува и самиот себе си да се доживува како непријател, природата да доживува како непријател, животинскиот свет да го доживува како непријател, и полека се создава оваа состојба на постоење во која сме ние денеска. И за жал, кога ние денеска се раѓаме од нашите родители
на биолошки план, за жал, ние го наследуваме и тој прародителскиот грев, односно ја наследуваме и состојбата на духовна спиеност или на духовно мртвило. Разбирате? И затоа во овој свет е потребно духовно будење, односно потикнување на духовно раѓање на човекот. Што би значило тоа? Тоа би значило човекот, односно личноста, да стане свесна за себе, како што реков на почетокот, да стекне самосвет и внимавајте, да стане свесен за својата отуѓеност. Затоа што додека човек не е духовно разборен, он не е свесен за таа отуѓеност, можеби интуитивно е доживува. Но кога духовно кога ќе се разбуди, кога ќе стане самосвесен за себе, тој човек ја осознава таа отуѓеност прво од себе си, прво потоа од другите околу себе и што е најбитно, внимавајте, тој осознава отуѓеност во однос на Бог. Со духовно неразбуден човек, вие кога ќе зборувате за Бог, Бог ништо не му значи, не разбирате, ништо. Тоа е апстрактна именка која тие и таквите луѓе си ја толкуваат и разбират како што нив им одговара. Но кога духовно ќе се разбуди, тогаш за вас личноста добива значење. За вас животот добива значење. За вас постоењето добива значење. За вас Бог веќе не е апстрактна именка. Затоа што можеби не можете теолошки да се изразите онака прецизно за тоа што е Бог, но вие започнувате да го доживувате. Односно, затоа што веќе се отварате за него, вашиот внатрешен човек го отварате за него и тогаш вие почнувате да го доживувате Бог. Не можете многу често рационално тоа да го изразите, но луѓето започнуваат да го доживуваат него. Понатаму, Христос низ една парабола што е запишена во Светото Евангелие според Лука за блудниот син. Многу е долга параболата, прекрасна, но ние немаме време сега за сето тоа. Но ова се клучните зборови за ово што го зборувам. Ова се клучните зборови. Ова е формулата за духовното будење. Зашто овој мој син мртов беше и ожив. Мртов беше, се мисли на духовна состојба на духовна заробеност или мртвило. Значи, овој мој син мртов беше и ожив. Значи, како се вели таму, и дојде на себе. Стане свесен за состојбата во која се наоѓа. Мртов беше и оживе, внимавајте, изгубен беше. Тоа е таа духовна отуѓеност, алиенација. Изгубен беше и се најде. Без оваа формула, буквално, ако Х2O е формула за вода и тоа е тоа, ова е формула без која нема духовен живот. Ако ова човек не го доживее, не мора тама да биде мој син, може да биде моја ќерка, не е битно. Така е параболата за тие двата сина, за постариот и помладиот и така натаму. Значи, секој од нас во еден момент од својот живот осознава дека бил духовно мртов, дека бил марионета, на разни невидливи, како да кажам, врски што го држале во духовно робство, од разни причини, и како што и тој блудниот син, кога стана свесен за себе си, до која состојба паднал таму со свињите, да дури и тоа не може да замислите до кој степен отпаднатост и така натаму. Така да, и тоа е нешто што е апсолутно врзано со нас. Во еден момент ние остануваме свесни дека мртви бевме и оживеавме. Стануваш свесен. Буквално, како да минатиот период од својот живот и поминало онака во некаков полусон или сон. Просто кога се разбудиш духовно, започнува животот да добива вистинско значење, вистинска вредност, вистинска боја, вистински мирис, вистинска визија. И добива смисла. И што е најбитно, откако духовно ќе се разбудиме, ние се наоѓаме себе си. Се наоѓаме себе си, да се најдеш себе си. Значи, за прв пат започнуваш да се чувствуваш себе си. Се чувствуваш себе си во својата кожа.
натре се чувствува себе си и започнуваш да размислуваш за тоа што ти се случува натре во тебе, што се случува надвор од тебе. И како што кажав пред малку, започнувате што? Да барате одговор. Духовно неразбудениот човек не бара одговори. Он не се занимава со филозофија, со теологија, со духовни прашања, со суштински прашања. Не се занимава. Таквиот човек е заробен со грижите и проблемите и затвореноста и одуѓеноста на овој свет и тој е во таа состојба. И се што му говорите надвор од таа сфера, него го плаши и го вознемирува. Но кога духовно ќе се разбудите, кога ќе се доживее оваа формула, кога ќе оживеете и ќе се најдете, тогаш почнуваат прашањата. Зошто е ова? Зошто е ова? Зошто е вака? Зошто се наоѓам во ваква состојба? Зошто страдам во животот? Причината за страдањето? Зошто мојот ближен страда? Зошто смрт? Зошто болести? Зошто неправди? Не разбирате? Ако е Бог праведен и љубов, зошто тоа го дозволува? Не разбирате? Имате многу прашања ви се отварат. Безброј прашања ви се отварат. И затоа првото скалило е препознатливо по тоа што личноста, вашето собство, вашиот натрешен човек, вашиот идентитет, тоа што сте вие, натре во себе, во својот натрешен човек доживува духовно личностно будење, односно тоа ние христијаните го нарекуваме покаяние или метанија, или метаноја, промена на умот. И тогаш кога ќе се доживее тоа, личноста станува свесна за состојбата на заробеност од гревот, внимавајте, тогаш за прв пат човек, односно личноста што живеела духовно будење, разбира што е грев. До тогаш не разбира што е грев. Може да зборувате за грев. Тие си гледат, бе, каков грев тоа? Мене ми одговара тоа да го правам. Ти мене ми збориш дека е грев. Не ми одговарам, ја имам интерес тоа да го правам. И на духовно неразбуден човек вие не може да му зборите за грев. Под грев он ќе подразбира нешто што е во спротивност со неговите интереси и него игри. Ако нешто не може да направи, ќе каже тука сум погрешил. Откако духовно ќе се разбуди човекот, тој станува свесен за состојбата на грев. Но не за состојбата на грев само во однос на некоја етичка состојба, ме разбирате. Тука има етички момент, значи се чувствуваш грешен, дека етички, морално си промашен, многу работи си ги утна во живот. Но вие осознавате дека и вашиот живот има погрешна насока. Разбирате дека вашиот живот има погрешна насока. Значи, амартија, промашување на целта е грев. Вие гледате дека ја промашувате целта на вашето постоење. Односно, вие тогаш станувате свесни дека вашето постоење има цел. До тогаш не сте свесни. Потоа, кога ќе стане човек свесен за гревот, тој станува свесен дека во позадината на гревот има нешто кој е иницијатор на гревот, тоа е злото. Злото, како иницијатор на гревот. И потоа, внимавајте, доаѓате во состојба на спознавање, на непознавањето на себе си и непознавањето на Творецот. Значи, буквално, постоите, знаете дека сте, а не знаете дека сте, дека постоите, не знаете кој сте. Тоа е многу интересен момент. И вие го започнувате и тој процес на себе спознавање. На себе спознавање, аналогно на тоа, колку во нас се развива процесот на себе спознавање, толку се развива процесот на спознавање на нашиот Творец. Полека ние добиваме сознание за тоа каков е Бог. Знаете, кога ќе нурнеме внатре во себе и кога ќе нурнеме во законите на природата и така натаму, во се што постои во овој свет, ние гледаме дека тука нешто има, не е случајно. Вие полека разбирате дека сето тоа е создадено и организирано од некаква виша интелигенција, сила, иако се уште вие го доживувате Творецот, но се уште не ви е јасно кој е тој и така натаму и така натаму. И затоа оди понатаму. Затоа внимавајте, тогаш почнува вашата потрага по разни духовни движења, многу често. Разни религии, разни, не знам, форми на религиозност и така натаму, затоа што вашата душа има потреба за да се споите со Творецот. И полека, внимавајте, ако искрено барате, а што е најинтересно, колку повеќе вие Бога го барате во искреност и отвореност и смирение, толку повеќе тој на вас ознатре ви се приближува.
Тоа е една мистична состојба, јас многу често тоа го говорам, тоа е една мистична состојба, која не може да се изрази рационално, но просто полека доаѓате до сознание дека тој е до вас, во вас, со вас, иако не можете да го именувате. Се додека во еден момент не разберете дека тоа е Логосот Божи. Оној кој е наш осмислувач, оној преку кого сме создадени, за кого сме создадени, кој ни е осмислувач на нашето спасение и кој дошол во овој свет, откако сме отпаднале од него, повторно да не приведе во таа состојба за која сме создадени. И не случајно, нашиот Месија, нашиот Спасител, ќе ги каже овие зборови. И овие зборови се исто така формула. Вели самиот тој, јас сум патот, внимавајте. Сега, откако ќе се најдете себе си, кога ќе го пронајдете него или откако ќе ве пронајде тој вас, не знам, тука е работата многу интересна. Да. Тогаш вие разбирате дека пред вас се отвара пат. Процес. Се отвара пат. До тогаш сте скитале по разни лабиринти, слепи улици и така натаму. Но, кога ќе дојдете, кога ќе ја доживеете таа средба со него, а на различити начини се доживува таа средба со Христос, вие осознавате дека пред вас има пат. Пат кој ќе ве однесе до вистината, значи, пат, процес кој ќе ве однесе до вистината, ќе ви открие вистината на постоењето и откривајќи ви вистината на постоењето, ќе ви разоткрие вистината на животот. И многумина сега се прашуваат, зошто живеам? Зошто живееш? Еве го одговор. Трни по тој процес, по тој пат ќе разбереш вистината за постоењето и разбирајќи вистината на постоењето ќе го доживеете животот така како што Бог ни го благословил за нас. И затоа Христос вели, јас сум патот, вистината и животот. И понатаму вели, никој не доаѓа при Отецот освен преку него. Значи никој не може на вистински начин да го доживее Творецот, да го доживее тој што е вечниот, нашиот небесен татко, нашиот создадел, сесилниот, севишниот, освен преку неговиот Логос, преку неговиот Син, кој заради нас луѓето и заради нашето спасение прими човечката природа и дојде во овој свет, за да биде светлина, за да биде критериум, за да биде насока, за да биде учител, за да биде пат, за да биде пастир, не разбирате? Тоа го зборувавме, само да го дефинираме, значи второто скалило. Значи кога е човек веќе на второто скалило е препознатливо по овој. По тоа што личноста што доживеала духовно будење, покаяние, ја започнува својата внатрешна потрага по вистината, при што истата со текот на времето се осведочува со единствената вистина и со сите вредности што произлегуваат од неа. Внимавајте, кога човек е започне да живее духовен живот, за него постат многу вистини. И ова е вистина, и она е вистина, и тоа е вистина, и така е вистината, или онака е вистината, и така натаму. Но со текот на времето, вие разбирате дека не може да постојат многу вистини. И вие полека патувате до сознанието и осознавањето дека постои само една вистина. И тој што е вратата кон вистината и кој што е самата вистина. Тоа е Христос. Кога ќе дојдете во допир со Него, тогаш вие разбирате вистината и ги разбирате сите вредности што произлегуваат од таа вистина. Вредности на живење. Одеднаш стекнувате вредностен систем. Многу луѓе, тоа често го говориме, многу луѓе денеска немаат вредностен систем. Зошто? Велиме ерозија на морал, на етичност, на духовни така. Па затоа што најголем процент од нашите современици не ја оствариле својата, како да кажам, средба со вистината. Не ја оствариле својата средба со Христос. Не дека Христос не сака, него за жал голем процент од нашите современици бегаат од вистината. Бегаат.
не сека да се сооча со вистината, затоа што ако се сооча со вистината, треба да се сооча со што? Треба да се сооча со себе. А ако се сооча со себе, треба да се менува. И они велат, јас не можам да се сменам. Тоа е исто така формула, многумина го велат. Јас не можам да се сменам затоа што овој свет е вако како што е. Ако се сменам, не можам да успеам во овој свет. И тука и на тој начин си го запечатуваат својот, како да кажам, духовен бродор. Кокетирајќи, имајќи компромис со овој свет, сакајќи да успеат во овој свет, тие се губат и себе си, и овој свет. И затоа Христос вели, внимавај, секој збор што го кажува Христос, на вистински начин особено се осознава кога ќе почнеме да живееме во тој процес. Кога Христос вели па целиот свет да го здобиеш, да го имаш целиот свет, да бидеш Господар на целиот свет, ако душата своја загубиш, тогаш ништо. И затоа Христос вели, и ова исто така формула, никој не може да дојде при мене, ако не го привлече Отецот кој ме прати. И јас ќе го воскреснам во последниот ден. Значи, внимавајте, тоа е многу битен момент. Значи, никој не може да дојде до Христос, не може да дојде до вистина, однатре, да се сретне со Христос, ако нашиот небесен Отец не почне, односно не го потикнал тој процес на духовно раѓање. И третото скалило се препознава по тоа што во таа фаза личноста го препознава Божиот призив, повик или потик за осмислување во длабочините на своето битие, во центарот на личносниот идентитет. Овој призив не го ведува во внатрешна средба со Христос, со Месијата, и истиот не осведочува дека вистината е личност, а не абстрактен систем. Имаме. Многумина во овој свет вистината е доживуваат како абстрактен, филозофски, не знам каков систем. Кога ќе се оствари таа внатрешна наша средба со Христос, ние осознаваме дека вистината е личност. Дека вистината и се што постои е создадена и промислена од некого. Има смисла. Овие фази беа фази во кои се одигрува таа, како да кажам, внатрешна драма, внатрешен двиг помеѓу личноста на човекот и Бог. Тоа е нешто што се случува внатре во човекот. Вие сте познавали можеби некој човек пред неколку години, и после тоа гледате како тој човек, не сте го видели на пример 5 години, и после 5 години го гледате огромна внатрешна промена во него. Значи, се одвива еден цел процес во неговиот внатрешен човек, во неговата личност. И затоа овие до четвртото скалило. Тие скалила секој си ги поминува, и условно ви кажам, според моето искуство и според искуството на многумина во црквата, плюс минус луѓето ги поминуваат само. Натрешно. Лично, тоа е лична работа. И кога сигурно имате можност да разговарате со такви луѓе, па и самите вие, ако сте го доживеале тоа, е тоа. Сега, од четвртото скалило имаме сега потреба од мајка. Да. Значи, имаме исто така како кога се роди детето, не може да го фрлите на улица. Не може, тоа ќе умре. Така да и кога се родиме, духовно Бог промислил некој да не прифати. И не случајно тој што треба да не прифати е црква. Сега, само човек кој духовно се разбудил, црквата е разбира на вистински начин. Човек што духовно не се разбирил, црквата доживува каква институција, некаква, ја доживува тамо како што знам, трговско религиозно предпријатие, браник на национот или не знам тамо што се, попови владици, не знам тамо што прави така натаму. Не, ти гледаш нешто од надвор, нешто не ти е јасно и што е ова? Непотребна институција. Не е потребно. Што е ова? Тоа е свет е крајно се практично. Што ги црква, Господ, ова? Не ти треба. Ама кога човек духовно ги се разбуди, значи кога ќе почне да го живее тој свој внатрешен процес на само себе осознавање и само себе остварување и односно спасување и ослободување,
во Христа, тогаш во еден момент имаш потреба некој да те прифати. И некој да ти помогне да растеш понатаму. Затоа четвртото скалило е фаза во која личноста се подготвува за учество во Христовата искупителна крстна жртва и победа на злото, гревот, смртта и ѓавол преку светите тајни крштевање, миропомазание или печат и дар на силата на Светиот Дух, причест, а оние што се крстени како деца до своето покаяние, духовно будење, кои не живееле како активни членови на црквата, во активниот и спасоносен живот на црквата влегуваат преку светата тајна. Сега внимавајте. Значи, вие добивате сознание за Христос, кој е, ама исто така добивате сознание дека тој Христос во овој свет направил нешто многу битно. На крстот се случила тајната на нашето искупување, на нашето оправдување. Односно, Христос на крстот иззема гревовите на целото човештво врз себе. Целата вина на човештвото ги зема врз себе. Сега, он тоа го направил за целото човештво, да не ослободи од духовното робство, да не ослободи од животното промашување, да не ослободи од таа духовна отуѓеност и така натаму. Тогаш, внимавајте, тогаш треба некој сега да не воведе во сето тоа. И тука е црквата, и тука се епископите, презбитерите на црквата, вашите браќи и сестри, кои ви помагаат да разберете се што Христос направи за нас. Разбирате? Тие ви го пренесуваат тоа што Христос го откри. Ви го пренесуваат и ве воведуваат во верата. Затоа, во раната црква, тие што се подготвувале за крштевање, за учество во Христовата искупителна жртва, биле нарекувани катихумени или огласени, односно оние кои го примат гласот на верата. Тоа е тоа. Значи, оние кои се осведочуваат од огласени, значи они го примат гласот на верата. Односно, кои се поучуваат во верата, кои се воведуваат во верата. Значи, они го имале тој еднатрешен процес да дојдат до вистината, ама сека ќе дојдеш до вистината, кога ќе се родиш духовно, да треба некој да ти помогне да се формираш. И сега, кога ќе се крстиме, тоа е многу битен момент, затоа и апостол Павле, внимавајте, без ова што ви го говоре досега. Кога ќе очитате, например, апостол Павле, конкретно тоа го пишува во неговото послание до Тит, кога он вели дека крштевањето е бања на повторно раѓање, што му е на овој? Какво повторно раѓање? Плу, вода, тамо, какво раѓање? Е сега, вие разбирате што е повторно раѓање. Да, значи, буквално, сте дошли до вистината, сте дошли до тој што личносно е сведочи вистината и е вистина, и сте дошли до оној кој ве спасил, кој ве искупил, кој за вас се до тоа го направил на крстот. И сега, за да вие тоа го примите во себе, во својот живот, тој дар на прошка, тој дар на амнестија, дар на искупување, треба да бидете крстени. И не случајно, апостолот Павле, таа света тајна рекува бања на наше повторно раѓање, ние со потопување 3 пати во вода во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, умираме, внимавајте за што? Умираме за овој свет, умираме за овој начин на екзистенција кој е отпаднат од Бога, спротивен на Бога. И се раѓаш за нов живот, се раѓаш за една нова насока, за насока која води во царството на Отецот, Синот и Светиот Дух. И затоа крштевањето се одвива што? Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. И затоа Христос вели: одете и крштевајте ги сите народи во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Гледате, кога сте внатре во работите, се ви станува јасно. Онака тешко. И сега овие се битни нешта кои треба да ги разбереме на вистински начин. Вели апостол Павле во своето послание до ефесијаните, зашто по благодат, односно по милост, хари сте спасени преку верата, тоа не е од вас, Божи дар е, не е од дела, за да не би некој да се пофали. Значи, што сега да кажем? Нашето искупување, нашето оправдување не е според наша заслуга. Тоа Христос го направил за нас. Разбирате? Тоа
што го добиваме во крштевањето, тоа го добиваме како дар. Како поклон, да. Тоа го добиваме како поклон. А понатаму вели во своето послание до филипјаните, со страв и трепет градете го вашето спасение. Оти Бог е оној кој во вас прави да сакате и да действувате според неговата добра воја. Правете се без ропот и двоумење, за да бидете прави и чисти, непорочни чеда Божи, среде лош и расипан род, во кој светите како светила во светот. Значи, внимавајте, која свесност треба да имаат христијаните, откако ќе бидат крстени. Дека потоа, откако се крстени, ја примеле силата на Светиот Дух преку Светата тајна миропомазание, се причестиле со Христос, живеат во црквата во заедницата и тогаш понатаму треба со страв и трепет, немајте, со страв и трепет, со внимание да го градите вашето спасение. Под градење на спасението се подразбира подготвување на нашиот натрешен човек за вечен живот во силата на Светиот Дух. Тоа е тоа. Цел натрешен процес. И тука гледате, нема формално христијанство, нема традиционално христијанство. Без смисла. Кога ќе почнете вака, тогаш ви осознавате што е пораката. И тогаш знаете, кога ќе каже апостол Павле, спасени сте. Да, искупени сме, не по наша заслуга. Тоа го направи Христос, но тоа што го приемаме како дар, потоа треба тоа да го растеме. И петото скалило е препознатливо по духовната состојба на личноста, во која истата го започнува градењето на своето спасение, односно ослободување со тонското робство, од злото, од гревот, преку, внимавајте, преку што? Преку осмислување на својот личен, семеен, црковен, општествен живот во духот на Христовите заповеди, односно од оваа фаза започнува нашето учеништво во името Христово во силата на Духот Свет во својата црква. Ова е дефиниција. Значи, кога ќе почнеме да го градиме нашето спасение, вие мора да го организирате својот живот. Многумина многу абстрактно го гледаат спасението. Да, односно градењето на спасението. Аха, значи јас ќе си се молам, ќе си читам Свето писмо, ќе се постам ова, без да си го организираш својот живот во духот на Христовите заповеди. И тогаш пак настанува промашување. И затоа е многу битен момент во петото скалило, да сватите дека вие станувате ученици Христови. Ученици, значи почнува вашето учеништво. Тој почнува и за вас станува ваш учител. Тој ве води, тој почнува да ве учи како да си го организирате својот личен живот. Да си го организирате. Како да се организирате себе. Својот натрешен свет. Како и на кој начин да се изразувате во овој свет, ме разбирате? Да се изразувате, да се остварувате во овој свет. Преку даровите што Господ ви ги дал. Преку талентите, способностите. Секој има од нас различити способности, ме разбирате? Секој има различити способности. И преку тие способности секој се изразува себе си. И што е најинтересно, кога ќе почне и духовно да расте, тогаш доаѓаат и даровите на Светиот Дух. Тогаш гледате еден човек гледате како буквално почнува да расветува. Почнува тотално една натрешна метаморфоза во него, преобразба. И замислите, такви луѓе знаат да си го организират и својот семеен живот. Замислете, две личности од спротивен пол, машко и женско, со оваа свесност. Кога ќе влезат они во брак. Зашто денеска е се катастрофално? Затоа што луѓето не се свесни. Има свесност, немаат насок. Тоа е тоа. И тогаш ти знаеш да си го организираш и својот личен живот, и својот црковен живот, и својот семеен црковен живот. Црквата тогаш се станува мајка. Таа се грижи за тебе. Браќата и сестрите, твоите епископи, презвитери, они се грижат за тебе во Светиот Дух. Разбирате? Значи се започнува да се доаѓа на место. Вашиот личен, вашиот семеен, вашиот општествен живот. Зависи Бог зашто промислил да бидете. Да бидете механичари, свештеници, политичари, доктори, научници. Не е битно! Не е битно кај сте, не разбирате? Не е битно кај сте. Не е битно кај. Битно е дека таму кај што сте, вие давате плод.
Шестото скалило, веќе тоа е малце повисока фаза. Да. Шестото скалило е фаза во која личноста ја доживува својата духовна личностна зрелост. Оваа духовна зрелост е плод од духовниот подвиг, од духовната борба што личноста ја води против злото и гревот во и надвор од себе во силата и даровите на Светиот Дух. Ете сега, кога човек има подвиг, значи духовен живот, и кога се труди да го организира својот живот, на личностен, семејен и така натаму план, тогаш тој стекнува што? А духовно искуство, стекнува зрелост, личностна зрелост, стекнува мудрост. И тогаш, вие кога ќе разговарате со таков човек, вие гледате дека тој човек знае што зборува. Дека не е ветрушка. Секој негов збор има тежина, затоа што е плод на искуство. Тоа. И тука нема превара, нема измама. И нит можеш него да го излажеш, ни тој тебе ќе те излаже. Седмото скалило е состојба во која личноста ги осознава плодовите од процесот на своето овистинување, зрејење и очистување. По оваа фаза, личноста благословено го започнува сведочењето на вистината евангелизација и станува благодатна и стекнува благодатна осетливост за страдањата на ближните и мотивираност да им се помогне на сите што имаат потреба од помош. Внимавајте, дури на седмото скалило започнува сведочење на евангелието. Разбирате, на седмото скалило. И тогаш, кога веќе имате плод и зрелост, и може да сведочите. Тогаш, што ќе сведочите? Што ќе сведочите? Хаос! Натрешен. Промашување, вашите лични промашувања да ги проектирате како вистини и другите да ги фрлате во промашување. Катастрофа. Сега, некој со право ќе каже, а зошто денеска слабо се проповеда Евангелието? 100 пати ви кажам, затоа што многумина одбива да го прифатат Христос. Односно, многумина го прифаќаат Христос. Го прифаќаат, ама си го ставаат во контекст на своите потреби и интереси. Разбирате? Една работа да го ставиш Христос во контекст на своите потреби и интереси, а друго е ти да му се предадеш на Христос. Тој да те води, да ти биде учител. Не треба ти да му бидеш на Христос учител. Треба он тебе да ти биде. А ние денеска што сакаме? Ние сакаме христијанство и Христос по свое. И нема сведоштво на Евангелието. Има сведоштво на форми, на религија, на традиции, на адети, на не знам тамо што, на се што нема врска со овој процес, со овој пат. Горе може ли го прочите сега ова грлото веќе ми црвеното. Никој не го носи својот крст. Никој не го носи својот крст и не оди по мене, не може да биде мој ученик. Зашто кој од вас, кој сака да созида кула, нема да седне најнапред за да направи сметка колку ќе чини и дали има се што е потребно да ја доврши. Спротивно, ако веќе ги поставил темелите, а не може да ја доврши, сите што гледаат ќе почнат да му се смеат и да зборуваат. Овој човек почна да зида и не можеше да доврши. Или кој цар, кога тргнува во војна против друг цар, нема да седне најнапред да се посоветува, може ли со 10.000 да издржи пред оној што иде против него со 20.000? Ако не може, додека и другиот уште далеку, ќе прати пратеници и ќе моли за мир. Така, ниеден од вас кој нема да се откаже од се што има, нема да може да биде мој ученик. Па сега вие видите. Тоа Христос го кажува. Не го кажувам јас, брат Горан го прочита, но тоа Христос го кажал, Светиот апостол Лука го запишал во своето Евангелие и тоа е критериум. Значи, ако сакаш да бидеш негов ученик, тогаш треба да си го земеш својот крст, односно да бидеш подготвен на раснување, не да те раснат. Значи, навнатачно раснување. Раснување помеѓу вистината и лагата, помеѓу доброто и злото во овој свет, помеѓу лудоста и нормалноста во овој свет. Разбирате? Тоа е тој процес. И сега, Христос вели, ама ти кога ќе го почнеш тоа, биди малце свесен, кај си, што си, направи си сметка, дали можеш?
Биди умен. И цело време он не потикнува на разумност. На мудрост. Не. Прво направи си сметка. Дали имаш сила? Ако немаш, тогаш види зашто немаш сила. И од каде побара силата. И тогаш започнува нашето учеништво. И кога ќе почне нашето учеништво, започнува нашата трансформација. 6 и 7 скарило. И тогаш се стекнува во тие две, особено во 6 скарило, таа состојба на зрелост. Состојба на зрелост, на духовно искуство. И внимавајте, човек кој е духовно зрел, тој станува духовно одговорен. Он станува осетлив за страдањето на другите луѓе. И има потреба да ја сведочи вистината не заради неговото его, не да се прави учител, не разбирате. Апостолите не го правиле тоа, страдале, ги гонеле, ги убивале. Значи, од љубов за спасение на целото човештво, тие ја сведочиле вистината таква како што таа е. Сега идеме малце понатаму. Ова е веќе тврда храна. Ова е веќе тврда храна. Сега кога ќе очитаме ние тој стих, Христос вели, но бидете совршени како што е совршен вашиот Отец Небесен, и понатаму вели, влезете ни тесната врата, зашто широки се вратите и широк е патот што води кон пропаст и мнозина минуваат низ нив, а тесни се вратите и тесен е патот што води кон животот и малкумина го наоѓаат. Тогаш внимавајте. Тие, кога ќе дојдете 6-7 скалило, ова ви станува јасно. Тогаш ви го читате овој, порно што вика Христос, совршен. Што е тоа, бе, совршенство? Како да бидеме совршени? Ние тука се плеткаме со глупости, грижи, проблеми од овој свет, овде он вика бидете совршени. Какво совршени? Тоа како вашиот Отец Небесен. Да, ако ќе дојдете до 7-то скалило, 8-то скалило, веќе вие разбирате. И разбирате зошто и сте дошле таму. Затоа што сте влегле низ тесната врата. И уште разбирате дека малкумина наоѓаат тесна врата. Малкумина наоѓаат. Внимавате, јас кога го подготвував ова всушност предавање што ви го говорам, го имав како реферат, како текст на една конференција во Бугарија, и таму говорев за таа онтолошка православна христијанска етика или процесна. Значи, нашата етика не е со наметнување, а еве ти закони се ти спроведувај го и така натаму. Ова е добро, прави го и готово. Не, нашата етика, христијанската етика, е етика на скалило, како блаженствата. Скалило. Мора да растеш. Мораш да патуваш во доброто, ме разбирате? Мора да патуваш во љубовта. Мора да патуваш кон доброто. Мора да патувате кон љубовта. Мора да патувате кон животот. Мора да патувате кон вечноста, ме разбирате? Натрес. Целиот живот во овој свет и целото време во овој свет нам ни е дадено за ова. Тоа е. Се што е друго во овој свет треба да биде плод од ова. И ако е плод од ова, тогаш ќе биде плодно. Ако не е плод, така. 8-то скалило е препознатливо по тоа што личноста се утврдува во животот по волја, водство, промисла и благослов на нашиот Небесен Отец преку неговиот Син во Светиот Дух и во својата црква. По ова скалило се разоткрива начинот на постоење во состојба на светост. Тука веќе може да говориме за луѓе кои ова стекнале светост. Значи, они веќе се свесни за волјата Божја. Сега ние многу често кога правиме муавет, дали ова волја Божја или не е волја Божја, од каде знае? Разбирам, но тие знам. Тие знам. Затоа што веќе ја стекнале состојбата на светост, а состојбата на светост е една од битните состојби на нашиот Бог, кој е свет. 9-то скалило, во тоа скалило се остварува внатрешното осознавање на вистината за вечност. Тогаш вечноста ви престанува да биде абстрактен некаква категорија, туку вие станувате свесни за вечност. И затоа, например, христијаните во првите векови, па потоа низ вековите, кои навистина биле во овој дух и чекореле, они не се плашеле од смртта, не разбирате? За нив смртта била премин, затоа што ли знаат што има од другата страна, за нас не.
Ние не знаеме што има од другата страна, не знаеме за вечноста, вечноста е само абстракција за нас. И тоа е тоа. И 10-тото скалило, тоа е крајното скалило, кога самата личност преку духовниот раст и очистување од злото и гревот, а преку исполнување на заповедите Христови во силата на Светиот Дух се овистинува, затоа што вистината за Царството Божие ја овистинила, ја очистила, ја олюбовила, ја спасила и во истата се отвара состојбата на бескрај полнота, вечност и светост. Видете? Значи, некои луѓе доаѓаат и до овој степ. Уште во овој живот тие стануваат граѓани на Царството Божие. Односно го остваруваат односно колку толку го предвкусуваат животот во Царството Божие. Значи, ние кога ги читаме житијата на светите луѓе, ако не го имаме ова сознание, читаш и викаш, тоа е ова бајки. Какви работи ова? Ова не е нормално за овој свет вакви работи да прави овој човек. Но ти, вака кога имаме свесно за тоа што се они поминале внатрешно, тогаш ништо разбирате. И тогаш овие стихови на апостол Јован Богослов ни стануваат апсолутно јасни. Кога ги читаме овие, јас многу често на оние што доаѓаат кај мене за духовно раководство, им советувам пред да почнат со сериозен духовен живот да го прочитаат првото послание на Јован Богослов. Мислам, неговото прво послание е најдлабоко, како да кажам, најдлабоко и највисоко во однос на допирање на вистината. Он вели вака: гледате колку голема љубов ни дал Отецот, да бидеме наречени чеда Божји. А тоа и сме. Пази, која каква свесност. Затоа светот не знае, зашто не го спозна него. Возлюбени, сега сме чеда Божји, но уште не се покажа што ќе бидеме, знаеме само дека кога ќе се покаже, ќе бидеме слични на него, зашто ќе го видиме каков што е. И секој што има таа надеж во него се очистува самиот себе си како што е чист тој. Пазите, знаеме само дека кога ќе се покаже, ќе бидеме слични на него. Значи, апостол Јован Богослов не говори за онаа состојба за која предмалку говори. Значи, уште сега го имаме тој предвкус на тоа што ќе биде со нас по воскресението од мртви. И по нашето завлегување во животот на Царството Божие. И ќе видиме слични на него. Слични, значи, кога го гледаме ние Христос воскреснатиот со својата преобразнена воскресната природа, и ние исто за тоа ќе го стекнеме по денот на воскресението и страшниот суд. И понатаму, ова е многу битно, ова е всушност, што да ви кажам, есенцијата од сите овие скалила. Љубовта во нас се усовршува, внимавајте, љубовта во нас се усовршува. За да имаме смелост на судниот ден, бидејќи како што е тој, така сме и ние во овој свет. Во љубовта страв нема, туку совршената љубов го изгонува стравот, бидејќи стравот подразбира казна. Кој се плаши не е совршен во љубовта. Ние го љубиме бидејќи тој одпрви не возлюби нас. Сега тука се завршува кругот. Тој не возлюбил и затоа не повикува кон вечност, кон живот. И ние, кога ќе почнеме да одеме низ тој процес на духовно растење, кога ќе дојдеме до тука, ние разбираме како во нас се усовршувала љубовта и зошто во нас се усовршува љубовта. Затоа што таму кај што има љубов нема страв. Ти не се плашиш од Бога, не се плашиш од казна, не се плашиш од страшниот суд и така натаму и така натаму. И се вели да имаме смелост на судниот ден. Видите, човек кој има свесност за своите гревови, за своите животни промашувања, кога застане пред Господа, тој не застанува со смелост, со дерзновение. Чути, наведни глава како митарот. Чути, тоа е тоа. Но внимавајте, кога поминете низ овој процес, вие кога застанете пред Господа, имате смелост. А вие имате смелост, каква смелост? Смелост на чедо Божјо. Вие станувате, односно ние стануваме во тој кој синови и ќерки на нашиот небесен Отец. И ние во таа состојба разбираме зошто ние го нарекуваме него татко. Затоа што ние сите сме негови синови и ќерки, кои он не раѓа. Видете? Тоа е тоа.